Господин Ангеловски, ако е точно она дека смењето им го продолжува животот на луѓето, тогаш вие во својот живот им го продолжиле на многумина животот, не поеднаш, туку по многу пати. Ама колку самиот умеете или знаете да се смеете? Па се смејам. Пределно се смејам и мислам дека и мене ми го продолжува животот, смеењето. Се смејам на представи што сум ги правил, се смејам на телевизиски серии што сум ги правил, се смејам на филмови што сум ги правил, а се смејам и на други кога е смешно. И баш добро се чувствувам кога е нешто смешно. Мислам навистина дека смеењето е многу важно, не денеска во овие ситуации, не туку воопшто во животот човек треба да се смее. Некако таа негативна енергија ја исфрла од себе, а во исто време и носи радост на луѓето. Така да, еве за овие 50 години нешто малку повеќе колку се бавам со оваа професија, мислам дека барем на едно 10 милиони луѓе сум им донел трунка момент на смеење и на радост. Супер. Додека се меставме овде, се сеќавате на тоа и се потсетивте на тоа, нели, кога ве прашав каде стои режисерот кога се случува представата, велите дека има некое талично место. Нели, секој си го наоѓа тоа и воопшто кога си актер и кога си од другата страна како режисер. Па ја многу сакам да речеме на премиери и потоа, ама углавно на премиерите одстојувам, никогаш не сум седнал, бидејќи и не правам долги представи, така да можам да издржам. Таму на влезот во салонот на Драмски театар, од десната страна, секогаш таму си стојам и ја гледам представата и мене повеќе фактички ме интересира реакцијата на публиката. Бидејќи за комедијата најбитна е реакцијата на публиката. Мислам, додека кога се чита прв пат текстот, ако е навистина добар и ако е навистина смешен, сите се смееме, значи глумците, инспициентот, луѓето што се, сите се смееме. После трета, четврта проба, на ниеден од глумците не им е смешно. Не им е? Не им е, затоа што се навикнуваат. Комедијата има еден закон, едни закономерности кои се онака неизбежни, кои мора да постојат. Значи, или се смееш на неочекувана ситуација, има врата и сега ти чекаш од таа врата да влезе тој и тој, одеднаш влегува некој сосема друг. Мислам, тоа е една работа. И второ, репликите, значи, за кои предпоставуваш дека се смешни, кој ќе ги чуеш прв пат, се смееш. Ама кој ќе ги чуеш по 10 пати, не е веќе смешно и така да... Затоа за комедијата е многу важно да има изненадување. И затоа е многу важно публиката. Кога има публика, она прв пат ја слуша репликата, прв пат ја гледа реакцијата и тогаш луѓето се смеат. Ников се сакате да ја видите реакцијата, тогаш е темно, но го слушате смеењето. Мислам, се слушаме сега да речеме последната представа што ја правев во Куманово. Тоа е еден текст на Реј Куни кој што јас прво го адаптирав да се случува кај нас. Иначе таа представа е продолжение на една многу успешна представа Бегаева женати и таа во Куманово беше пред 10 години најгледана представа. Сега на таа приказна има као втор дел. Значи приказната се работи за еден такси шофер кој што има две жени. Конкретно Кумановска представа. Едната жена му живее на аеродрома, бидејќи Куманово е 20 минути од Скопје, а другата жена со другата жена живее во Куманово. И он сега стално на релација, така навака, вози, као жениве не знаат. Во вториот дел се случува тоа да таксистов има со двете жени по едно дете. Со едната ќерка, со другата син. Млади се, девојчето има 17 години, синот има 18 години и се сретнуваат на... Синот и ќерката. Синот и ќерката се сретнуваат на компјутер, на Фејсбук. И бидејќи имаат исто презиме, татко им е такси шофер, сакаат да се сретнат, да се видат, да знаат кој се, што се. Сега па таткото и
таму еден негов пријател, се прават овие да не се сретнат, ама на крај сепак се сретнува. И тука има сега и да не откриваме како завршила, но приказната ми беше, значи додека ја правевме, исто оно што го кажа пред малку, значи кога го читавме текстот си паѓавме во смеење, па плюс го направивме и на Кумановски. Значи едната фамилија зборува Кумановски, а другата фамилија зборува Скопски, од аеродром. Од аеродром? И еден кој што, пошто и глумецот е охриѓанец, кој што дошол тука, останал охриѓанец и си збори охридски, си зборуват охридски. И представата ја правевме за затварање на фестивалот на комедија во Куманово. Тоа стана некако традиција, Кумановскиот театар секогаш го затвара фестивалот со премиера. Бидејќи пред тоа немавме со публика представа, некои пријатели ќе дојде, ама знаеш, веќе имаме и сите имаме искуство доволно, знаеш дека ќе биде хит. Сега на премиерата, значи сала со 700 места, плюс имаше столици од страна, плюс многу луѓе стоева, значи можеби имаше 800-900 луѓе присутни во салата. После втората минута, кога почнаа да... А башка навијачи се, кумановци за кумановци. Едните навиваат за синот, другиот... Не, ама кумановци си навијаат за својот театар, за нивниот театар. Значи, после втора минута од почетокот, сватија отприлике каде тргнува представата, кога почнаа да се навиваат, да се смејат, да аплаудираат, до крај на вистина беше делириум. А тоа е многу заразно, значи едно е да речеме у салата имаш 10 души, 15 души, па од тие 7 души се намчори и онда тие пуштаат негативна енергија, онда не може да пројде. Ама ако имаш 900 луѓе и да има 100 намчори, овие 800 ќе ги имаат. Така да на вистина тој како да речам, тоа присуство на публиката за комедијата е неверојатно важно. Кажете ми сега, споменавте намќори, па оттаму и прашање, знаете ли, умеете ли со години, тоа можеби со искуството се доаѓа од намќорите да бегате? Веројатно не ви требаат во видокруг или ви требаат за инспирација, за создавање на некакви приказни? Друга, поинаку ја тоа би го дефинирал. Има многу луѓе, да речеме, и меѓу глумците. Нели, кои се, да речеме, да не речем трагичари, или кои сакаат да играат и кои играат. Например, во Драмскиот театар тоа беше многу добро, таа генерација и тој некогашен Драмски театар, што актерите играа се, играа и во детски представи, играа и комедии, играа и сериозни представи кои што учествуваа на најголемите фестивали во Југославија и кои што земаа награди. Значи, тој актер кој што може да ги игра сите тие работи, тој може добро се снаоѓа во сето тоа. Сега има некои кои што се демек специјалисти, на кои што не им одговара демек комедијанти весе, нели комедијанти. Да. Например, ја имав едно ќе речем интересно искуство кога ја правевме вторава варијанта на Солунски патрди со жените. Значи да работи со 16 жени, а поготово со некои одредени, тоа е сите кога почнуваме со проби, да ти симнат капа. Со чувство, ај ти ја каснавме пченицата,
лесна ти земја, тешка ти душа и така натака и така натака. И стварно, например, кога влеговме таму тоа гримјорната, кога видов 16 жени и 20 мажи малку изгубени, Да. не беше. Меѓутоа, вака им реков на почетокот и реков, ова сега ќе ви го кажам, ама ништо од тоа нема да променам. Значи, викам, одма да се договориме, Солунски патрди е легенда. Признавале вие или не, Тоа легенда. да. И они викаат, да, точно е така. Викам, второ, јас сум легенда. Признавале или не, јас сум легенда. Они викаат, добра, и може и не може. И трето, викам, вие сте легенди. Тогаш им беше мило, да. И реков, тоа е едната работа, значи тука да расчистиме, нема дилеми. Втора работа, викам, да си знаете дека ниту една идеја од вас не прифаќам додека не дојдеме 10 дена пред премиера. После тоа можете да давате идеи, може ќе ги прифатам ако ми се допаѓаат, може нема да ги прифатам. И на крај викам, од вас не барам никакви психологии, никакви на втор план, трет план. Дојди, кажи си го текстот у карактерот, тоа што треба да бидеш и оди. Викам, да ми простите сега, како да ви се мочи. И добро, и одлично се снајдоа и се, да. Мислам, одлично се разбиравме и навистина, после тоа беше задоволство и мислам, мене многу ми е драго, зашто моите представи многу често варираат. Значи, во зависност од тоа како се расположени глумците, па има многу импровизации, па некогаш претеруваат со импровизациите, па некогаш не се, значи, представите варираат. Овдека со жениве, тоа беше невероватно како тие представи точно. Значи, представата ако варираше беше едно 3% горе или 3% долу. Меѓутоа, толку прецизно и толку точно игра, тоа беше за мене задоволство. Школа на актерство. И сега да речем, значи, може да се случи да имаш такава екипа, човек кој што не прифаќа. Чисто енергија не се, енергија не комуницира со другите. И тогаш е доста непријатно, поготово ако таа личност е па јака као личност. Па не прифаќа ништо. Или не прифаќа, или наметнува на другите, па им создава непријатно чувство као партнер и така натака. Тоа е малку непријатно и тука мора со многу психологија и многу, затоа што глумците у принцип се суетни луѓе, така да треба да се најде некој пристап, некој приваѓање за да можеш да се разбие. А мислам дека доста често успешно се снаоѓам. Ја и се карам, многу често. Навистина? И тоа грдо се карам. А добре, после кавгата е кавга и толку завршува. Со некого завршува истиот момент кој ќе се. Како мислите завршува? Завршува толку. Кавгата завршува, а со некој богами тоа си потрајува. Дали вие некогаш сте мислеле за себе дека создавате нешто што е несериозна работа? Тоа ми беше мојот. Дали тоа ве провоцира пак да докажете дека полните сали, публика која што не знам колку Солунски патрди 300 и колку 300 и скоро 400 и нешто, да. Значи по 400 представи одиграни не ќе да е дека е тоа лоша представа, така? Да им ја затворите устата или никогаш го немавте тоа како можност или како повод за не знам да создавате натаму комедии? Значи секогаш нели комедиите биле подценети на втора лига у однос на овие големиве представи. Ама секогаш пак комедиите носеле нешто што ниту една голема представа не го доживеала тоа. Значи да се одиграат 400-300 представи. Второ, да секогаш е полно. Имаше една многу добра карикатура на Дарко Марковиќ. Вака пише мната, нешто као театар, еден ред голем. И Пецко доаѓа и вика, фала Богу, речи, пред мната да има ред. И тој еден од тие што чекаат, вика, ама не, ние чекаме ред за драмски театар, а овдека е крајот на редот. На редот, а? Да. Имаше, например, на викенд на Мртовци, една вака една интересна
не е ни анекдота, него тоа е тој живот. Да. Молерите у Викет Да, на мртовци ги играат Чоре и Гоци. Значи, двајцата се импровизатори, какви што нема тоа. Господ само може да му даде на човек да од било што он може да направи импровизација и може да направи сцена. И бидејќи ги знам какви се, на прва читачка проба прочитавме што прочитавме и викам, ај сега одете си, ќе ве викнам кој ќе Бидат молири. кој ќе бидеме готови за на маса. Заврши, ние си пробавме, на последната читачка проба, они пак дојдоа, па почна, читаат, добро. Викам сега, да речеме, утре, прекутре, да ја поставиме сцената. И ми ја поставив сцената, и викам сега, пак одете си, и ќе дојдете на недела дена пред премиера. И доаѓаат на недела пред премиера, и одма почнаа да импровизираат. И ја викам, ало, дечки, ајм ве молам, мислам, дај барем премиера. Во ред е да премиера, па после ќе видим. И добро, и некако на генерална проба, последна некако успеав и ми ја мерам сцената, викам, ова трае 17 минути. Ако случај, значи, нивната сцена 17. 17 минути таа сцена со молерите. Значи, ако случајно сте ја продолжили една секунда, ќе ве избркам од представа. На премиера 25 минути. На премиера! Народ нормално си паѓа, а они сега, бидејќи мајстори, ќе направат една импровизација, ќе видат ако им упали, онда ја фиксираат таа импровизација и сега на следната представа ја прават таа импровизација, па додаваат нова. Ако упали и таа. И дојдат до 40 минути. Ова представата која обично траеше, да речеме, саат и 50 минути, сега дојде 2,5 сата трае. И ја више збеснав, не можам да ги гледам, не може да ги избркаат, па плюс Ванчо им се... Ванчо, кој што не игра, а не игра у представата, и ќе дојдеше со точак, ќе влезе, поштар ќе се напреноси писмо, нешто име. Мислам, толку глупости правева, и ја еден ден викам, доста, готово, нема. 17 минути. Следната представа стварно ја играат 17 минути, представата не чини. Не чинеше и викам, ајде бегај. Терај ти до 40 бива. Првата ваша улога, Треф, кога сакавте да видите се што се случува одоколу, кога трчавте, изгубивте енергија пред почнувањето на снимањето, па ви рекоа дека важно не е се околу, туку важно е само она што ќе остане снимено. Па тоа е една од моите навистина, онака верую во работата. А тоа беше згодно, значи јас добив главна улога во филм додека бев студент на прва година. Значи никој пред мене, ни по вас, ни по мене, на прва година немал таа среќа да добие главна улога во филм кој што направи лом низ Југославија. Имаше 8 милиони гледачи во Југославија.
плюс нешто награди ни дадоа таму ја како најдобар дебитант и така натака. И таму Раде Марковиќ, една легенда филмска и театарска, така ја трче млад, 18 Ама сакавте години. си да знаете, од тогаш ли беше и идејата дека нема да биде само актерот? Кој ќе видиш камерата и се Добро. многу е занимљиво на како апарат, а поготово тогашните камери, сега се вулкатски, малечки нешто тантара-мантара. Тантара-мантара. Да. А тогаш? Тогаш камера, па тоа е камера, па има за филмот касета од 300 метра, па тоа рефлектори, не се вакви рефлекторчиња, него тоа беа брути. Значи, огромни работи, значи сето тоа беше фасцинантно. Волшебство. И мене, навистина, сето тоа ме фасцинираше и ме интересираше. И ја на тоа многу губев енергија. Да. И тогаш Раде, викам, баш го прашувам, викам, Раде, бе, да те прашам, вика, како ти можеш да снимаш и по 24 сата да не се умориш, А ја се уморив само гледајќи. А ја снимај и после душа неа. Па вика, те гледам, вика, ти ко атомска мравка, само на така навака, вика, па сине, една ствар е многу важна. Значи не е важно све што се случува околу камерите, позади камерите, важно е она што ќе се уснима. И од тогаш мене таа реченица, таа идеја, таа аксиома, ми е, и тоа се трудам на секој глумец и на секој човек што се бави со оваа наша професија да му го објаснам дека ништо не е важно што се случува од страна. Важно е само тоа што што излезеш на сцена или тоа што ќе го уснимаш, jer биде нема супер. после, нема враќање, не може да се поправи. Готово, се сними, чао. Така е. Мислите ли дека уште стои ставот, она реченица која што ма кажале на вашиот татко кога ви испрекал на железничката за Белград, што ќе оди да студира? Глума, па добро. И тоа како беше, некој мора? И тоа е. Да, и тоа е работа. И тоа е работа. Па, мислам, многу ба атмосфера беше. Значи, старата железничка станица, музеј на град Скопје, навечер. Баш као на филм, нели? Парна локомотива, негдека септември месец, и се наредени вагоните, локомотивата испушта пареа, баш како по филмови. Перонот и сега, татко ми свештеник беше и сега дедо Попов со синот го испраќаат во Белград да студира. И татко ми, бидејќи беше доста популарен како свештеник, му пријаѓаат едни фини луѓе. Оче, каде? Еве, века синот на студии у Белград. У Белград? Браво. Браво. Вика, да, на студии, пошто ја и нешто не бев некој баш онака големи. На студии, вика, да, на студии. А што ќе студира? И сега сите мислат за доктор, за инженер, за глума. А, за глума. И па вика, и тоа е школа. А стално во ствари така е животот, зашто многу нели млади сакаат да учат и најверојатно многу од родителите викаат, и тоа е школа, ајде иди глумиш. Да. Добро, кажете ми како можеше да бидете во толку огромни проекти, нели, во огромни филмови, во наградување, во најплатените и така натаму, а да не научите српски, да студирате во Белград? Научив ја српски, како не научив. Ама не беше тоа како... Не, српскиот јазик е многу тешко. За разлика, да речеме, од нашиот македонски, кај што имаме падежи, србите имаат мелодија, имаат акценти, имаат должина. И се брои. Се брои. Значи, од сите луѓе што студираа македонци во Белград, само Зафир Хаджиманов и Ристо Шишков, за големо чудо, пошто струмичанец да научи добро српски, тоа беше, ама дека Ристо беше многу талентиран човек, го научи српскиот јазик со тие. Инаку ја добро зборев српски, ама тие дужините, акцентите,
И на 4-та година кај што учевме Што се случуваше античка книжевност, Добро. значи кај што као Шекспир мора да го рецитираш тоа, мора да го кажеш. Таму мора да има се и да, должина мора да и го се. има и се должина. И јас се таму не старат, пренавам македонски на брзина. Го глумам. И имав еден многу фин професор Мата Милошевиќ, еден глумец кој што особено водеше сметка за говорот, за јазикот. И он ми вика, рука, сине, рука. И па викам, даде рука. Сине, не рука, него рука, дуго узлазни. И Драган Николич, Бог да го прости, до мене седи. Викам, Драгане, дај ми пенкало да запишам. И он вика, не треба, сине, не треба. Баш. Так. Што Ама да се? ништо не ми сметаше да речеме баш по филмовите кај што играв главни улоги. Например, у еден филм словенечки, ја словенски, српски одучевме у школа. Словенечки никогаш у живот не смучеле. Играв главна улога, а тогаш и немаше тонско снимање, него се снимаше, па се нак синхронизираше тоа што го снимавме, што сме го зборувале. На словеначки, главна улога словеначки, сам себе се нак синхронизирав. Никој не се побуни, не по... Тоа е као што србиве, нели, по нашиве филмови стари ќе ги чуеме со мекото Л. Лемина, да. Да. Значи, мен особено ми е интересна ова време за плачање. Нели, споменавме и пред ова снимање, значи има една, дали не знам и вам ви е таа омилена, ама репликата на Бранко Ѓорчев кога е во Софија. Кога раскажува како си поминал, значи, нели, плачам јас, плачат бугарите, супер си поминав. Како беше, викам, супер ти поминав. Се плачам ја. А многу е убав и кадарот таму. Бранко едно мантилче, вака едно дошливо време, Пред плачање он пред целиот. црквата, оваа чувената црква Александар, како им се вика, на площадот, и он вака едно тажно лице. И вика, си плачам ја, си плачат бугари, многу убаво си поминав. Да, тоа е, или исто има, баш и таму има исто една добра реплика, као се бричи Бранко купатува сам, да ме женскава го оставила несреќен. Вика, сега сум сам, ништо нема, ќе си купам куќа. Купам куќа, тоа барно не си. Има така реплики што остануваат, например, кај мене, низ цела Југославија. Не, па низ цела Југославија остана тоа. Со Лепа Брена, кога снимавме таму еден филм, и Мостар, на тој мостот, кај што рипа. Што рипа, добро. И имаш една сцена, сега рипаат едни, рипаат други, и ја и еден Љуба Молјац, као джандари нешто, и ние треба да рипаме. И јас се залетувам, стварно се залетувам преку оградата и као да рипнам, а тоа е 47 метра. Мислам, тоа е авион, вака, као од авион да гледаш. Не се догледува доле, нема шанси, не да рипнам, ама нема шанси. И се залетувам дека ќе рипнам и кога застанувам, викам, абе, нешто денеска не ми се скока. Таа реплика, не знам, денеска има луѓе ме сретнуваат и вика, абе, нешто денеска не ми се скока. Или... Тоа беше ваша додавка или тоа беше тоа? Не, мислам... Тоа беше делот сценарио? Ама не беше така, не беше така. Као што исто една многу интересна секвенца у Сутјеска. Со Љубиша Самарџиќ и сега ми е таму двајца што се идат од страна со некое топче, бегаме, пошто Тито издал наредба да се тргне артилеријата да бидат по-мобилни партизаниве и наидуваат германски тенкови. И ние со тоа мало топче и со само 3 гранати, а тоа е историски факт, вистина се случило, пукаме 3 гранати, ги спукуваме и погодуваме 3 тенка германски и тенковиве ги кои се повлекуваат германците. И сега по сценаријето беше Љубиша ме прашува, а шта ако најдеш 4-ти? И ја треба да кажам, не знам. И добро, се наместив. Не, мислам, тогаш у Панавижан, значи, у Пула која се даваше, на 30 метра платно, 10 метра високо, 2 глави вака целјачки, Љубиша Самарџиќ и ја.
и крупен план, нели? И он ми вика, шта ако најдеш четврти? И ја викам, најебали сте. Пази, Станойло. Ovo je posljednje. A šta ako najde četvrti? Najbolji smo. И овие паднаа од смење и режисерот вика, добро е, готово снимljeno. Ама Љубиша сега, кој што е професионалец, знае дека на ваква реплика Вие ќе бидете победникот, а Ама не не тој. само тоа, него публика ќе врисне, знаеш, изненадувачка реплика, никој не очекува таква реплика. И шушу мушу со режисерот, и режисерот ми вика, слушај, рече, ајмо да променимо реплики. Викам, што? Па ти да питаш шта ако најдеш четврти. Ја реков, да ти кажем право, уопште не ме интересира, ти рече, добро е, снимено е, се соблеков и си отидов. И си отидов, и овие по мене, ама колече, ајде здраво. Не ми интересира. И тука. Шо не му текна на Љубиша, се викат. И после, стварно, у Пула, значи 15, тоа арената у Пула, огромна, 15.000 гледачи, тоа огромно. Секаде од секаде, да. Да. И кога викнав ја, најбали смо, кога направи тоа 15.000, јау, бау. Страшна работа. Така да остануваат реплики од некој филм. Да. Ја мислам дека и од овој сега што го снимаме, многу реплики ќе останат. Па ко ќе го допере? Не ради да туге повеќе. Стани на туге! Здраво, да ве прашам, кои се вашите планови за турнеи во прекоокеанските земји? Видете, јас сум била веќе повеќе пати, нели? А колку пријатели имате? Тоа е исто, ја мислам дека имам многу пријатели. А тие не мислат? Не знам. Не, друго беше друга една интересна тема. Баш на снимањето на филмот. Добро. Ја имав проблеми со срцето, мислам, од поодамна. И на последните 2 дена ми се слоши. И тоа сериозно ми се слоши. Па едва ме оправива, па некако го заврши филмот и докторот ми вика, мора да се оперираш. И кај господинот Сали Стаџер ме отвори, после снимањето, ме отвори 4 бајпаса, срцето учинија додека таму работел, 6 сати операција, успешна операцијата, супер се чувствувам, ама после тоа, да речеме, на 10 дена, додека бев у, како се вика, тоа, да се опора, никој не ми се јави. Никој не ви се јави да ве праша како сте? Никој не ми се јави, јас си викам, Боже Господе, сега, што е работа? Да не помина добро операција. Да, нешто не знам што е. После сите ми кажат, абе јас сакам да ти се јавам, ама си викам, знаеш, зај да не те вознемирувам. Да не ме вознемирувам. Што ќе ме вознемирува ако ме праша како си? Што има ново? Добар ли си? Добар ли си? Добар си. И така. И така. Со Жана овде во оваа нели Орсон Велс, како се најдовте, многу интересна приказната, кој не ја прочитал да си ја прочита, затоа што е четива, ама верувам дека има уште многу после оваа, како Орсон Велс ме бркаше по улиците на Мостар да се напише љубов и што се треба да се има, почитување,
не знам, се друго што за да се опстои така во брак со 3 ќерки, со сите оние работи, со се. Па на сето тоа е вака едно диалектичко движење. А диалектичко? Па на почетокот е нели љубов таква безгранична, па полека почињаат, не знам, се менува. Па на пијано реков ќе дојдеш ли со мене ваму, па сум рекол супер. Да, добро, не, тоа се, да. Мислам, ама па секој од нас има такви приказни. Така, да? Секој на одреден начин такви. Беше занимљиво, да, беше филмска приказна, целата таа работа, баш филмска приказна. Но што е тоа? Затоа што до година 50 години. Навистина? Да. Супер. Но за да се обстои, навистина треба прво да се сакаат исти работи, па да се сакаат, да речеме, и Жана и јас многу сакаме и сакавме планини, живот во природа, затоа таму тоа Мавровото наше, мислам, мене ми е... Микрокосмос, ваш микрокосмос. Да. Па полека почнуваат кавги, па разбирања, па помирувања, па расправи. Па држни, да. Па сега е на... Така, јас си терам некои мои работи, она си тера некои нејзини работи. Ама си живееме, до година велам 50 години на заеднички живот. Супер. Овде е 2012, не знам тоа дали е годината кога сте го напишале тоа четиван или расказ овде, велите имам, кога сте му пишувале на Борис Трајковски покоен, 3 ќерки кои што ниту се вработени, ниту се мажени. Тогаш беа. Тогаш, да. Како стојат сега работите? Тогаш беа, сега нешто е променето, значи сите работат, сите различито работат, но едната ќерка не живее овдека, затоа што не може. Мислам, доктор на науки, мажот е доктор на науки и немаат место. Наши. Овде нема место, па отидоа во Франција, сега таму живеат, таму работат. Иначе другите, едната е во операта, во хорот, другата работи за една американска невладина организација. Беше пред тоа во секретаријатот за европски интеграции. Ама малку премногу се менуваа партиите и премногу секоја партија си имаше своји луѓе. Така да малку дојде преку нос, па си отиде ваму и ја убаво се. Внучиња? Имам еден Гриша, у Париз живее. Навистина? Да, супер е дечкото. Баш супер, баш добро. Колку често одите да го гледате? Па не, они почесто да доаѓаат, почесто доаѓаат, сакаат да доаѓаат одека нормално. И Гриша сака да доаѓа, затоа што има одека другари, другарки, пријатели и многу го сака исто Маврово. Така, планинарче си е паметно, чувствително, убаво. На дедо е цел. Не е на дедо, ич не е на дедо, да. Па зашто? Не сте ни чувствителен, ни паметен. Не, добар ама не е на дедо. Супер си е, на мајка му и на татко му е. Велите, на почеток на кариерата мора да има некој Господ да те види во толпа народ и да те извади од таму. Потоа, се што правише твој личен избор, така јас го избрав животот и имав среќа. Завршив академија, се вработив во драмски театар, снимав серии. Имав богат исполнет живот и плюс ме плаќаа, велите, за тоа. Го работев тоа што го сакав, а за тоа добивав и пари секако. Поубаво од тоа, здрави. Навистина, значи, сега, знаеш, мислам, ќе рече човек некоја ден филозофска мисла или не знам, меѓутоа стварно. Преубаво. Не, други, многу е битно ставот, изборот на човек, што ќе биде со него. Нормално дека, еве, ја имав таа неверојатна среќа, на 18 години, дојден од Скопје у Белград изгубено, ако е некој да ме види, мака и вика, баш ти ќе бидеш баш треф. ти ќе бидеш тој, ќе добиеш награда, ќе играш главна улога у филм. После тоа се што правише твој избор. И ја длабоко сум убеден за себе, ми е гајле кој што мисли, ми е гајле дека ја многу честно сум си го одработил животот и сум верувал во тоа што го работам. Сум верувал.
не сум, како да те речам, не сум подлегнувал на никакви привилегии. Никогаш ја не сум бил љубимец баш на ниедна власт. На ова или она. Ниеднаш. Нити ме понудиле да бидам директор, нити министер, нити да бидам не знам што. Секогаш сум се борел да стигнам до некое остварување. Така да не дека јас сум задоволен, ама мислам дека тоа е чесен избор. Чесен избор да проживее живот.